уште едно дружење имаме Равенка за успех со човекот кој е добро познат на нашата јавност по своите успешни, весели, забавни, интересни свирки, што ги прави години наназад и за чудо и интересно што секогаш се подеднакво забавни, секогаш се подеднакво преполни. Не знам како успева да ја држи таа динамика и тоа темпо сите овие години, ама верувам дека во Равенка за успех ќе ја сподели својата формула за успех. Боби Павловски, добро ни дојде во студиово, еве да си помуабетиме малку и да споделиме се оно што ти го правиш и што е интересно за сите оние кои те следат со години, кои доаѓаат на твоите журки. Каква најава ми даде човек, дори тремаме фати, само Стварно? знам што ти веројатно си го вежбала и се. Не, тоа така мене ми доаѓа. Ја кога сум инспирирана и кога ќе поканам гости, значи имам што да зборам. Драго ми е со најава што си го проценила ти тоа. Не сум суетен, сум реален дека викаш како успеваш толку години. Хај од теков на емисија ќе ти дадам. Да, не мора на стартот. Ајде на почетокот ќе почнеме со оно што е, да речеме, по-неизвестниот и делот каде што ти се пронаоѓаш себе си низ животот и одлучуваш дека ова е нешто што сакаш да го работиш и нешто што тебе те влече, па и те бива. Како почна приказнава твоја за музикава и за ова се што денес си? Многу пати во неколку наврати по неколку емисии имам спомнувано, но знаеш како онака на блиц, кога веќе не или нема време или не сум сакал многу да ширам. Овој пат е прв пат ќе изжелбам и сакам да го Споделиш, да. Тој е твој почеток. Потекнувам од не музичко семејство. Па татко ми покоен беше играорец заедно со мајка ми. Стари играорци што татко ми свиреше на ударни инструменти некој. Тоа е музички талент. Покрај Да. играњето во фолклорното друштво ми свиреше на тапан и на други ударни инструменти. Мислам дека за тапанот знам, а за другото не сум сигурен. И така да кај нас по цели денови дома се слушаше музика. Цели денови, како ти кажам, кастофон, нели, тоа време. У такво мало живеевме каде што не скоро секоја куќа, тие што ќе ми гледат и ги потсета малку, секоја куќа у тоа време една иста станица, радиостаница. Да, кој е мало? Па добро, јас потекнувам од Дивинден, Да. на како Слепа улица, сите сме роднини на таа, 80% сме сите роднини на дедо ми. Браќа и сите тие работи, моите дедовци на татко ми Чичковци. И летно време тоа сите Весело. дворови. Многу ми е, маце ќе избегам темата, многу ми е криво и жал зашто сето тоа веќе не постои, човече, некако се одродивме, се разделивме. Не зборам јас стритно за мојата фамилија. Тој комшиски живот, тој социјален живот убав, што сите со сите дружби весело. Си мислам, онака си го враќам меморијата како дете зима, надвор снег, памтиш какви снегови. И опќе зазвони некој на врата, кој баба ми, некоја комшика, не мојата баба, него некој друг. Си дошла со плетивото во рака, ќе си седни, она си седи ке нас на гости, ќе си поправи моментот, не со мене, мислам, со моите ќе си поплете малку, па ќе си гледат некоја. Ами сега го нема тоа. Може би, дај Боже да постои, но јас зборам за конкретно за мојот случај. И што беше моветот? Ке мене постојано се вртеше музика по цели денови дома. Зборам од македонска музика, од Благица Павловска, од фестивалските песни од Благој Груевски, Блага Петревска. Се оно што е познато и ден-денска, што јас го пеам по настапи, до српскава музика, до посанска, се оно што, сега се лажеме, се оно што сме слушале. Што било типично за веселби и за домашни такви опуштени атмосфери. Татко ми беше мераклија да слуша многу онакви македонски кола, македонски Ора и Чочици, Ферус Мустафов, покоен, Милан Завков, ние сме имале касети дома. Милан Завков, мислам дека сите од Ферус, немаше шанси ние да немаме касети дома. Памтам секоја недела имаш аутопазар. Татко ми, јас ми било мерак се него да идам, и ќе отидеме таму обавезно, бараме прин касетите да си ги спериме. И така да јас сум растен во таква средина каде што постојано мене сум бил обкружен со музика, да. со секојдневна таква музика. И нема феј што не памтам, душа не ни памтам тоа кога сум бил помал прво, второ, трето деление, тука знаеш, дете. Но веќе
од пето одделение натака кога се почнав да гледам на музиката поинаку малку, да гледам интерес, да сакам нешто, знаеш, не знаеш како сега деца да им дадам синтесајзерот мој на играчка, што има некој ме интереса джинг, джинг, джинг. Мене не ме интересирало тоа. Мене ме интересирало стварно нешто да направам на тие бели дирки. Било што да отсвирам. А појма сум немал. И немавме, за жал, нема ни моите можности да ми обезбедат тоа и се запишав. И по пат мислев како се викаше тоа, како се викаше оно после часови кога идеш на македонски, на Секција? секција, никако да ми текне што беше спорот. Да се запишам. Сите идевме во некоја секција. Јас не идев. Драмска секција, не знам, ликовна секција. Идев само на музичка секција, уствари кај нас тоа се викаше оркестар, заради тоа што се запише во оркестар. Ние бевме, мислам дека, можеби грешам, на ниво на Скопје или на ниво на цела Македонија, едини армоникашки оркестар до осмолетка, кој што идевме по надпревари. Тоа, мислам, ја кога се запишав, не идевме тоа, бе почетник, него маце ти кажувам за понатака. Да. И се запишем во тој оркестар што немам инструмент, човече. И онака ги гледав другите деца и дури ќе ми текне сега, не можам да ти опишам каква желба тоа било јас да еден ден да имам инструмент. Никога ми паѓа се нешто што Емотивно го доживуваш тоа, значи таква жилба и страст кон музиката. нема врска, не можам. И браво. Извини. Ништо. Браво, нисум знала дека си толку емотивен. Па А не се тие случајни, што ме кажеш тие. познаваат, тие што не ме познаваат мислат дека сум крут, дека сум. Да, така делуваш. Сум, ове. Така делуваш на прва. Ама ме допираат тие минатото. Чекам. Длабоко. Написе вака, јас меѓу време ќе ти кажам дека ти веќе го проба и твој избор беше да го пиеме Бадел, Бајадера, Ти ми понуди да пијам Антик, Антик. и ти рече дека е прекрасен и дека го Добро пиеш. го знам. Да. Антика беше, така ли Антик? Да, Антик. Антик. Затоа што во последно време пијам таква пијачка, иначе сум ракиџија, да кажем, да се Да. за народно сакам салата, ракија, па знам и виски некој да се напијам, но во последно време ми прија тоа. И сега сакав ова прв пат да го пробам, ова е Бадел Бајадера, Бадел Бајадера. како ликерче и многу е вкусно со шмек на лешник и И- чоколада. И затоа ти реков, јас сакам ова да го. Да. И стварно е вкусно. Ке рече некоја женска пијачка, нема врска, значи вкусна е. Чоколади ја да ти мажи жен. Ма лаже малку да не се опуштаат тие што ќе го, затоа што ќе осетат дека малку се осеќа алкохол, ама е превкусно. Да. Нема врска да се навратам назад. И едноставно имам преголема желба да имам нешто тоа онакво, ама немав. Кога ги кидевме таму на оркестар, не дека сите со армоники, па мора да свираме на армоника, ама армоника од самото школа што има 5-6-10 армоники, и почнав во тоа време со армоника. Нема да ти се верува на што сум свирал дури. Памтам, татко ми донесо од работа, оние по пазар што се продаваат едни манецки, без разлика каков и да изгледат, него на има, у мојот случај беше розово телефонче, играчка, и на него имаше кец, 2, 3, Типки 4, со музика. Тоа беше до, ре, ми, фа, сол, ла, си. Да. Јас ја воодушевував наставничката што дома ги учев у скалата, у таа скала некои домашни како пирана плана да. И јас на тоа телефонче и дојде време да дознам дека у комши мојата братучетка, да ја поздравам или си заблагодарам, дека дома поседува некој токицко синтесајзерче малецко. И ај дај ми го сега, ќе ми го даде маце, па мораш да го врска да го вратиш. Ај пак да го ја дома 2 пара слушалки, со еден пар слушалки синтесајзер, среќа имаше такво джекче, а со другите слушалки тие малите слушалки, сега ќе ти кажам, памтам, од Автопазар ги купив 50 денари. Па многу добро го памтам и мислам дека ден денеска ги чувам. Врска нема, тие не се ни квалитетни ништо, ама вршеле работа. Вторите слушалки не знам кој ми ги даде, и тие на кастофонот, и за да не сметам, имавме касети во тоа време од тоа што ти кажа, од Ферус, од Благица Павловска, и ги си ставам ја цел ден, сум свирил, сум правил. Само Се додека, си ги учеше така са. сега ќе ти кажам, се додека не се деси еден ден да ми изненади татко ми, и
од тој аутопазар, тој фамозен аутопазар, дури јас не знам, може ти не си ме слушнала. Ја обично така знам да се зезам по свирки, да сабота навечер, дека ајде да си одиме сите са бале на аутопазар, се им го кажам тоа. Очо, јас стварно сум го посетил тоа. И да дојде дома и да ме изненади, да ми донесе еден голем синтесајзер толкав, не знам како успел, го нашол да го купи од аутопазар, и тоа ми беше мој прв синтесајзер кој што ми го купи татко ми после одредено време, после неколку години. Го добив синтесајзерот, веќе не го користев од мојата првичетка. И така стигнавме. Што ме прашаш? Дали моментот кога се сретна со тој синтесајзер и дали самук си беше кога ги Без самук се доека не дознав дека има еден дечко тука во Илинден што живее, кој што свири на армоника, татко му свири на армоника, моите се познаваа со неговите, Зоки се вика, го поздравувам и му се заблагодарувам, што тогаш твоел време за мене, ми помогна. Ми даде еден правец, тој правец беше, памтам, Милке Душо првата песна. И ја, од што фала му на Господ ми дал талент, брзо го сваќав тоа. Па дури музичари знаат, па дури у лева рака влегов, па бас ке свирам, ама он ми даде малце правец со македонската народна музика, доаѓаше или ке мене дома, или јас кидев ке него дома. Без разлика, како па зимно време, на точак. Сајзорот вака по друга. Тие што ме познаваат детето од тој Боби Малиот, знаат како сум се движил низ Илинден со автобус, со точак, пешки ќе одам, ама муабетот ми е што многу горело во мене. И ден денес, фала му на Господ, многу горело, што појма не сум имал јас тогаш дека ќе сакам да постанам нешто. Не бе, јас сум сакал да научам да свирам. Сум сакал па да утре ден не сум мислел тоа, џабе се. Сега взимам вистинскиот одговор и равенката за успех твоја. Значи ти со толкава жар и жилба си го почнал се во ова, што не е случајно што толку години опстојуваш со толкава љубов на свирките. Веројатно пренесуваш таа твоја енергија и жилба за тоа што го правиш. Тоа пробувам да им го пренесам на моите деца, да им кажам, за жал не можам 100% да им го опишам тој момент како јас сум однош со нешто, да. Сум растел, како у случајот они и овие денешни генерации растат, кај што име надофат све. Ја да сум имал до тоа време YouTube или било каков уред со тоа, па не, можеби ќе сум бил исто многу полеснително ќе ми било, за разлика у тоа време па касети, па ти завлекла касетата, па чеке премоте, па која песна било што. Без разлика како да било, битно било добро. И у тоа време се дека Зоки ми покажуваше, со Зоки направивме еден оркестар. Имам и слики тука, првата слика, кај што он беше на мојот синтесајзер морав да му го дадам, бидејќи он немаше синтесајзер, јас му го дадов мојот синтесајзер, за он да биде на бас, а јас позајмив синтесајзер од Илинден од еден пријател, тогаш не му го памтам името, да ми го даде негојот, па овој на бумњеви, на армоники, памтам првата свирка ни беше Блага ракија. Благи ракија у тоа време во Илинден се правеа, нели дента после свадбата, првиот ден, верувам дека ден денес на ниво на држава се прават некака такви работи. И тоа беше, сум заборавил да ме побарам снимката, што ми се роднини. И тогаш како фативме, тоа деца, ај ке нас. Пари, нема пари, какви пари, па ти остајте пари, не ни интересираат нас пари. Дошло тоа време и тие 100, 200, 300 денари што би ги дал некој чичко да те почести нешто, не е битна вредноста на парите. На нас ни биде, не ме интересира пари, дај ние да свириме, дај утре за утре. Ангажманот е важен. Оркестар вежбавме у една стара куќичка. И не пеев јас. Јас не пеев, имав ми прејач. Што сега да ти кажам, јас те паметам тебе во твоите некои, сега дали беа тоа почетоци, не знам, но пред 10-15 години, не знам колку пеше, кога пееше со која пејачка би почна да пееш во Боними? Со Сани, со Сани. Да, тоа време, не, тоа е више покасно време. Јас пред тоа почнав да свирам 2000-та, откако завршив со Зоки, влегов во еден оркестар. Во тој оркестар бубњарот ми е кум, ден денеска, те се играт Energy Band, ги поздравам. Тој мојот малтене оркестар кој што подолго време се заврши. Тој оркестар, тоа е Ивица,
кумот мој, Пане на синтесајзер, јас бев Пане на армоника, јас бев на синтесајзер, Спасе беше пееше и Горан беше на другиот на бас. И човече тоа било и исто и таа екипа што ја спомнам сега. Може слободно и за нив да кажем, и они ден денеска тоа има една единствена и главна екзистенција, кој што е главен бизнис, така кажем. Сме свиреле, сме вежбале, сме се мрзнеле, сме парале едно ќумбенце, за да се згрееме, сме барале услови, сме се снимале за чуеме, пешки сме иделе, ние или не живеевме, до нас близко беше трифаза ресторанот, после трифаза доле беше хиподром, кај што е, знаеш, коњиве кај што се. Во хиподром свиреа Огневи момчиња, во трифаза свиреа Амадеус од Куманово. Се верува дека после дека фана дремевме некогаш. И вака, баш онако на филм, кога ги гледаш, вака сме гледале што свират, како свират, доека бевме запомнали. После тоа, кога почнеме да излегуваме, веќе како гости на маса, слушани, и седиш и слушаш, пиеш кока-кола цела вечер и слушаш што свират, и си гледа кога ни еден ден вака. И ето, поминува времето. Така да, после тоа, откако заврши со нив, ама ба доека трае со нив, со нив почнам да пеам. Стално ми вика, дај отпе една песна, пробај, ма нема шанс. Ја први научив да пеам пратечи вокали, па после научив да пеам, па почнав после да пеам толку колку што знам. И ај ја многу сакав да ја пеам онаа песна, не знаеш, Остани, полюби ме. Таа беше нешто на небитно што било. И само таа ја пеев. Спасе си ги пеев. Сите песни, јас ја пеев само таа. Па после Цесарица. Не Цесарица. Ама цело време почнам нешто да ми се јавува да бидам сам. Како што сум сега. Излегов тоа. Сам се запознав со еден гитарист. Со него свиревме долго време. Долго време ја свиревме, па после влеговме во уште еден оркестар, тој се викаше Плюс Минус, бевме извадивме албум, пеам на целиот албум, бевме на Охридски фестивал. Земавме прва или втора награда за сценски настап со Девојче Охридско и довој паметен. Јаш паметен некои работи. И тогаш решив дека баш пак сакам да бидам сам, дека пак нешто ми фали, кај што јас ќе бидам тој сам, кој што јас ќе одлучувам за себе. Дали ќе свирам овој викенд, дали нема да свирам, нема да ми е крижа за тебе, дека морате и вие да работите, знаеш, да не седиме дома. И тогаш одлучив конечно да бидам сам и влегов во еден ресторан во Скопје, кај што почнав сам да свирам. Не памтам дали беше 2 Елена или тоа е 2000 и... А може да и од таму нешто како да се сеќавам. Некои периоди. Година? Која година? 2009. 2009, па после влегов во Сокач. Па после се случи Бониме, каде што во Бониме кога влегов како сам, па имаа потреба од женски вокал, па тогаш ја повлековме девојката што пееше со мен. И пак не ми беше тоа. Пак имаше нешто што тука бев ја не можев тоа у себе што ми да го искажа. Знаеш, на публиката ја знаеш и ти си ми доаѓа, јас анимираш, правиш, движиш, ја не можам да седам, кога пеам тупкам у место, не можам, таков сум се. Да, ти си забавувач, ти сакаш да анимираш, сакаш со публиката да имаш онака непосредна контакт, комуникација и тоа. И тогаш реши дефинитивно да продолжам сам и влегов во Фурна, и од Фурна навака, те 2000. Мислам дека Фурна ти беше она баш добитната. Фурна беа малтене цел град. Да. Сите бевте ви у градов, сите тоа веќе тие луѓе што доаѓаа во Фурна веќе ќе се видиме, они веќе не идат по ресторани такви со запрег. Некои од тие се во подоцнежни години, некои веќе нивните деца излегуваат кај мене, не ми прилега се и мој еден ден веќе и таму. Така да Фурна ми беше една интересна, добра. Фурна баш нели резервација со време. Енака беше фул стално. Се не памтам, мислам дека Сокаче беше пред тоа или така нешто. Сокаче беше во Фурна, паралелно беа. А и Сокаче беше на истиот принцип, автер со автер. И памтам дека веќе 2-3 недели не можеше да се знаеш место. Добро, Сокаче беше мало, Фурна беше идеално, така да ете пробав у некои
кратки црти од прилика да ти дадам и да ти дадам една информација, тоа е многу нема кажано никогаш. Со Енерџи не се викавме Енерџи, тогаш се викаше група Шкорпион, имавме една бела Шкорпион позади. Тоа беше, како ти кажам, тоа беше доживле за нас, тоа. Најбитно на се беше страста што имавме во нас и желбата да е у тоа време веќе да постигнеме нешто. За разлика од оноа време во Што сакам да те прашам, од кога почна да екзистираш од музиката? Да тоа ти е приход, да тоа ти е примарна работа. Имаше ли паралелна работа со сето ова? Па види, 90 Се наоѓаш ли во некој, на пример, еве сега ти се одлучуваш за музика, меѓутоа патот не е едноставен, нели, како што кажуваш и самиот. Голем жар, голема желба, ама неизвестност постои. Имаше ли нешто паралелно што те интересираше со тоа, па што го правеше како сигурица? Тоа е више 99-2000 година, каде што јас заедно со Шкорпион групава веќе почнавме да свириме во тогашен Трифазана и веќе вртевме по некоја паричка, онака ситно за нас, да имам ја у колата да ставам плин, па не и повеќе имаше некој одморче дохли да истеран. Веќе од 2000 година можам слободно да кажам дека се можеше да си имаш джепарлак за себе. Тоа е веќе здрави 25-6 години. Јас никош ова не сум го мислил, ке ми прашат колку време се занимаваш? Врска не. Знаеш, више колеги ја гледам прават јубилејни некои од 20, 30, 50 години. Сега веќе паметам добро дека за време на војната во Македонија, памтиме во еден ресторан што свиревме, хеликоптери летаа над нас, човече. Ние свириме овдека, како ти кажам, тоа беше 99-2000 од тогаш. И како идеше времето навака, како идеа годините, свириме што свириме, па сега чекаме свадба, па некоја, константно свирење и ќе налеташ на некој повозрасен пријател, роднина, комшија, бека што планираш ти со музика, кај ќе одиш, земи си некоја стабилна работа, работи си некоја стабилна работа. Имав едно, па малтене, едно 4-5 покушаи, не да се откажам од музика, но демек еве имам стабилна работа, јас станувам со бајле, си идам на работа и пробав првиот пат. Што? Па ме разубедија да сум работел во агенција за обезбедување. И работев во агенција во обезбедување, и се ќе мислат луѓе сега сум ВИП обезбедување. Не, ме ставија во еден објект и ја навечер бев чувар. Има врска, секоја почит кон тие луѓе. Таа трета смена е многу тешка таа смена. Работев трета смена, па прва, две втора, две трета и тоа траеше 2 месеца. Тоа ми беше најголемата рамка што сум работел нешто друго со музика. Да. И извадив таму нешто, тоа лиценца, ја имам лиценца за обезбедување во почетокот, тоа само што излезе, јас морав да ја извадам за да се дојде регуларно во фирмата кај што работев. Откако излегов, после тоа ајде помина неколку месеци, не пак. Ајде да се вработим негде. Се вработив магиционер. Возев комбе. Па мислам дека 6 или 7 дена возев комбе. Не беше тешка работа. Јас немам страф од работа. Јас сум работник. Јас за време на короната имав бавче дома, седев патлиџани крон. По цели ден бев во работнички со мотиката. Ја немам никаков комплекс во себе. Но како ти кажам, тогаш дознавав, тогаш осознавав дека чекај, не е за мене. Дај се вратам на музиката. Пак излегов од фирма, 6-7 дена и тоа траеше 2-3 години, 4 ништо не прави. Пак ми текна обезбедување кај сум работел. На едни пријатели фирмата, ајде ти ни требаш супер, ти ќе работиш и ме ставија исто трета, втора, прва смена, мониторинг. Цела вечер си седиш вака и гледаш камери. Вака гледаш и што е најлошо, ја затоа ќе речем голем почит кон сите, ама кон јас таа фела што таа професија уствари што е познава. И само јадеш. У тоа време се работеше 24 сат, сам нарачуваш хамбургери, пестромајли, пици, ништо не правиш, само седиш и гледаш. Месец дена дали работев. Па дури работев и на чувара
не чувара, на прием на камиони. Мгм. Тоа се све, тогаш работев тоа што работев 11 дена. Све тоа беа проби во мојот живот, ама фала му на Господ што ми давал да искусам некои нови. Добри да се побараш себе си, да сватиш дека тоа е тоа што сега си Јас одбрав. цврсто во себе знаев Мгм. дека сето тоа го правев за жал со сила. Мгм. Но го правев да го оправдам оно што ми го збори околината у стилот. Еј видам што. Еве, ти рекол, супер, Да. сега си работиш, сега ако имаш свадба, ако имаш банкет или било што, Тоа е екстра. тоа ти е екстра. Да. Не го мислев у тоа време, затоа се откажував у последно беше, мислам дека тоа со што бевме на како портирница и таму шлепери ми поминуваа, ја ги мерев на вага. Супер беше, тоа е све супер искуство за мене. Запознав многу добри луѓе, шофери на возачи на камиони од различни од цела Европа. Но фалам на Господ што ми даде да искусам нови работи, можеби да не ми ги дал тие, можеби ден денеска ќе сум бил пак дали да бидам ова, дали да не бидам, знаеш, не го тогаш сум сватил да сум научил, не, јас дефинитивно ќе се сконцентрирам само на оваа моја работа, на ова што што сакам да го правам. Чим јас сум отишол на одмор 5-6-7 дена, одмор. 7 дена ме нема дома, сум се разделил од клавиатурата. Чим ја гледам дека едва чекам дома да ја запалам, да ја уклучам, да почнам да свирам. Што понатака од сето тоа? Да, што да бараш друго, ога тоа е тоа. Едноставно, тоа преска почнав ти го кажу, баш се имавме на собиранка со шкорпиониве, шкорпиони, со нека специјална единица сме. И се подсетивме дека немавме коли у тоа време и закажавме, како успеевме да закажеме свирка у Влае. Ние сите живееме у Илинден, свирка у Влае. И натака отидовме со автобус. Хармоника, А инструментите синтезатор. За првиот пат бубњевите моравме да ги однесеме со кола. А после тоа секој си ги носиме со два пако. И за назад, у еден наврат заборавивме, па не ширеме многу, 3 пати ширеме. Кај мостот Влајко тука имаше еден ресторан. И заборавивме дека немаме автобус у 12 саат, пешки, од Влае пешки, до инструментите. Не моравме да ги оставиме, затоа што тогаш не. До Триангл Маџари. До Триангл Маџари, бидејќи веќе нераздени, налета некој автобус и не знам што, се собравме и не однесе до Илинден. Баш не ти бил едноставен патов, ама... Јас сум прегорд на се. Интересно искуство. Ако не било тоа, бидејќи, вели, Господ ни дава и ова сега што го правим ние ново искуство, што пак сме седнали да разговараме на тоа и да видиме плотот сето ова што ќе го направиме. Така да тоа се сите ни и ти на времето беше, ти имаше по телевизии, тоа ти било ново искуство, па немало, па си мислела дека нема, пак се тука. Господ ти го дал телефон. Да, тоа си влече нешто што си едноставно предудреден да си го правиш, самото си се мести, така се вклопат. Многу имам, колку анекдоти имам да кажам поврзано со музиката, со тоа што кај све. Ама за сето тоа кога ќе направам една анализа на целиот мој музички пат од овие 25-6 години на моето владење по музикава, да кажам, све се сведува на еден поим, тоа е музика и музика и музика. Да. Значи, ова е делот каде што ти се, не знам, некако доаѓаш до го одиш патот до кој си стигнал денес и мислам дека денес си во една фаза каде што си постигнал, мислам дека барем не 90% од тоа што си го замислувал. Никогаш не сум задоволен. Да? Не, да не мислат луѓе, не, јас сум за себе најголем критичар. Јас брадава ми од тоа била. Не го мислиш? Очу мислам, од што мене ми е мисија, јас вас да ве направам среќни покрај себе. Интересно е на живите свирки, она што го зборевме, тој контакт со публиката. Ти го имаш тоа. Значи, веројатно и тоа можеби ги прави поинтересни свирките, зашто ги анимираш, ја пратиш атмосферата, знаеш кога да кренеш атмосферата, кога малце да биде посмирено, да кога ќе се направи еуфорија, да се вклучиш во таа еуфорија како дел од неа, некако некој од страна артист. И
тоа е некој твој пристап. Значи, пристап емотивен, пристап кој проценката и тоа како се синхронизираш со таа атмосфера? Колку искуството е сигурно тука има. Искуството е на прво место. Да. На второ место морам да кажам дека тоа е побрзано со искуството, годините поминати со народ, со веќе и тука самодовербата игра многу голема улога. Сигурно да. Веќе знаеш нешто што упалило, дека е поедноставно, нели? Јас не сум, пример, имам ново место не дека да пеам во некој град, ново место. Првиот настап не ми е таков. Морам првим да видам со кого имам работа. Да. Знаеш, не можам. Сепак не сакам да од оваа страна да изгледам како што му на човекот, што би душе, јас па не претерувам се, јас сите шеги си ги правам на своја сметка. Први, па после се понатака, кога јас ќе си ја стекнам таа самодоверба во себе и кога ќе видам дека имам работа со луѓе кои што сакаат да комуницираат со мене, кои што се дојдени за забава, ама и оние ми се поинтересни кои што малце со вакви. Со резерва. Демек ние. Па не им бил денот може. Демек тие, зашто мислите дека мене ми бил? Леле, сега кога помина, сега пред една недела. Не знаете каков ден сум имал. Секоја секунда мислев дека ќе сум несвест. Дека готово ќе падна. Не можев да земам, не можев да наполнам плуќата со воздух, затоа што дали нешто сгрешив со исхраната дента, стомачен вирус некој фатит, главоболка овде. Да, Не вирус. можев да пеам, никој тоа не го примети. Пун ресторан, никој не го примети. Ама и просто возам на Ја тоа чувство ми е познато. Мене ми се има случајно што доме дизајн кога го водев, нели 2 часа емисија во живо. И сега ти мораш тука да си свеш и да бидеш концентриран. Јас или трување некој имав труење од храна или некој вирус, не знам. Толку бев исцрпена. Во тие 2 часа дури не можев да верувам. Јас скроз се исклучив. Заборавив дека ми е лошо и кога заврши емисијата легнав дома, паднав болна. Многу пати мислиме да сум Да. влегувам, Значи, застанувам на пак е умот си како се програмираш. станувам на бина со ужасна главоболка или мука ми е нешто прехладен или не ми се десува, палам му на Господ, овие толку години ја да откажам настап. Никогаш. Ја у 8 таму треба бидам, мене уседно више ми тече инфузија. И не знам, магија, морам да се појавам јас. И све дека не застанам. Застанам, не бидам, почнам пеам чудо човече. Мене ништо не ми е. Завршам. Додека го исклучувам синтезајзерот, мене пак не. Да, тоа е тој програм во мислите. Имаш ли некој, не знам, некои негативни искуства од тоа, да речеме, некогаш да ти се случило да си незадоволен од свирката или да имаш некој негативен фидбек, па да ти е, нели, у моментот да кажеш нешто погрешив, не знам, утнав. Како не. Па дека сум утнал, јас сум утнал. Не. Може сум утнал во изборот на песни. Да, Тоа сум утнал. репертоарот. Песува, кој што никој не го приметил тоа кој ќе Мгм. затоа што јас не сум ист, јас сум различен, секош да се изразам, изводам ја, знаеш како, ја не знам сега, не знам да се навезам, паска немам со која песна ќе почнам да пеам. И не знам со која ќе завршам, него така се терам, до душа доаѓам до момент кај што ја песна више втора половина заврши, ја не знам која е наредна песна. Да, и тоа. Си еве го Господ вика таа, ајде таа песна. Дека имало многу такви некои лоши моменти или негативни искуства, имало. Сум имал два-три ситуации каде што сум налетал на некој прилично загреен пијан господин, кој што он е веќе не е дојден заради мене, ни заради тебе, ни заради него, он е дојден со намера Проблем да направи со мене, шепа, зашто со мене сега. Ја дека гледам да ти направам ти биде убаво, ти упорно да му читам по уста дека све ми реди по ред по список, ни знам зашто. Он уствари цело време ме викал ја да дојдам. А нема кој да го пратам да му кажам дека ја не идам, ја тука сум на бина стојам. Да. Побо дојде, дека кажи ми, стој до мене дека ќе ти отпеам што сакаш. Јас сум за тоа дојден таму. Не сум за тоа за да први сум за гостите дојдем, па после за све друго. Такви искуства, други искуства, уште кога сум бил
као помлад, тоа 2000, па тука не века, со некој ужас на маси, која, знаеш, во тоа време, Да, дива лига. за време на војната, памтам, Имаше еден таков период кога беше многу. там човече они дрегуваа со фантомки од дојдени од терен луѓево, наши со фантомки. Нема врска секој чест за нив. Но не е лесно да седиш од оваа страна, да не знаеш што може да се деси. Да, и колку маја фитиле Човекот, скратак. јас сум го познавал, можеби, или тој до него не сум го познавал, они финли со оружје, со све. Имаше една ситуација каде што едниот си го стави пиштолот на маса, тука му седеше. Но, фала му на Господ, мислам дека веќе не живееме во такво некое време. Барем кај што се движам тука во овој круг на локали кај што пеам, не сум имал во последно време некоја таква лоша, затоа што сите малте не повеќето од луѓе што доаѓаат ме познаваат кој сум, доаѓаат за да си поминеме добро. Ако доаѓаме за да си поминеме лошо, не доаѓате. Да. Доаѓате. Оди дома, спи, дојди утре. Да. Така да ако почнам да ти набројувам, не знам од кај да Да, велики ситуации многу. ситуации. Знаеш како ти си повеќе фокусиран на тие свирки, на таа непосредна комуникација со нели публиката, локали и тоа, значи не си човек кој се уградил повеќе на она сценска кариера. Пак и мене е маца измешано, сценска со меѓународ. Јас, тоа е све до моја жива, јас некој што ми видиш, по последно време кај што терам овдека по Скопје или по другиве градови сум малтене фиксен. Ама не секогаш. Во последно време сум 90% фиксен. Ама може ми текне сега кидам меѓународ, меѓу гости, немам проблем. Ја и ќе се симнеме, немам никаков комплекс да се бидам меѓународ, за што јас живеам од вас. Ако не е народот, што би пел, на кого ќе пеам? Дома на ќе правам на TikTok на лайв, снимам. Така да немам, мене ми е убаво, ја за времето ќе спомнам Фурна или ја не се враќав ке синтесајзер, или не, во тоа време се враќав, немав таа една машина што имам сега. Трчав, тој ќе ми вика, и сум гледнат на сад, таму чуеш негде, па ми завршува песната, трк до синтесајзер, смени ја песна, так врате се до таму. Па кога ќе има гости на тераса, онаму, тоа беше убиство. Да, голем простор. Не сум имал прилика јас зашто да глумам. Тоа сум ја, бре, луѓе, ја таков сум. Оно што го правиш, еве, си правиш и своји песни. Да. Значи, веќе имаш десетина песни, може и повеќе, не знам колку. Па имам. Гледам дека и на свирките ти ги бараат. Да, бе, човек. Тие добро проаѓаат и се на српски јазик. Интересно ми е тоа што се на српски јазик. Дали имаш настапи надвор од Македонија? Дали во Србија имаш настапи? Те ангажираат ли таму? Јас имам 7-8 македонски пред да почнам да снимам со српска србите. 7-8 македонски, некои на Лазе Цветковски, на Јане Рафајловски песни. Случајно почнав јас. Јас сум по потекло од мајка ми страна, баба ми е од Србија. И детството го поминав јас таму, во Јужна Србија. Што стално знам да кажам некојаш на шала јас, каде сум се бањал кога најзагадена била река Морава. Ние сме се бањале таму, најзагадена како, ние сме се бањале деца. Што да правиш? Интересно, било сме скокали лупи. Така да порастат сум таму и искрено таа земја ја сакам исто колку и оваа. Исто ми е, знаеш. Кога влезам у таа држава, кога стапнам на таа земја, ми е исто убаво како што ми е тука убаво. И некој неврзан муабет ја почнав да снимам со дека Сале ми ја правеше првите 2 песни. Заеднички настап, да ти да правам некоја песна, знаеш, сакаш ли? Хајде да пробам. Па уште една, како се движиш натака на ке Сале Тропико. Дај па се запознало. Имам и ние, ја имам песна за тебе, имам песни, така се споја, 10-11 требаше да издадам. Сега кој ми беше роденден, заборавив, човече. Заборавив, не ми се ферува. Како заборавив? Заборавив, имав некои преголеми обврски таму приватни и не можеш тоа да го спремиш за... И ми текна како 3 дена пред роденден и ми вика еден пријател,
Абе виж дадијат како ти знам сега тоа не е така плютни залепи, тоа треба да се спреми, па сва и свашта. Та 11-та песна од српскиве песни, ја го викам како албум затоа што се на број толку. Да. Ама се сингл по сингл вадени. Мгм. У неколку наврети реков дека ќе можеби ќе стагнира малце со српската музика, но не значи дека ќе извадам, затоа што во моментот дека ќе извадам понатака пак српска песна. Во моментот веќе ги снимив двете македонски песни кои што долго време најавував дека ќе снимам албум. Ама албум пак е огречен, затоа што ќе бидат 6, 8, 10 песни, иначе пак ќе ги вадам сингл по сингл. Па здрави Боже, може би за некоја си година може да се спреми нешто поголемо. Па види, не е ни битно веќе толку албумот, зашто сите синглови така функционира YouTube, не е како пораната, треба албум па да се стави на носач на звук, Да. па тоа да се промовира како албум, веќе принципот на функционирање е сосема тој да. Основа така да и песна по песна е сосема окей. Дали те прашав дали имаш таму настапи, живи свирки? Според да ти кажам, не ми било таргет јас да имам такви настапи. Мислев дека со таа цел ги прави. Не знам, ни едно случај јас не го правев тоа, дека јас ќе се ширам да пеам по Србија или понатака. Никош не јам кажан, нема да ги спомнам имињата. Двајца познати, имам и стики во телефонот баш пред некој ден за разговара со еден човек, кој ме праша дали го познавам тој човек, викам чекај ти покажам една слика. 2018 година имав средба, мислам пред короната имав средба со двајца сериозни познати менаџери, кои што во тоа време тука фигурираа по Македонија. Двајцата прекрасни луѓе. Сака да се сретнам со нив, едниот веќе подобро го знаев, затоа што ми доаѓаше по свирки по кафани, да вика имам да те запознам со еден мој колега, тој и тој, се запознам, викам славно не те познам. Океј, видов колку е саат, видов кој е човек, ми беше чест и задоволство што седам со тој човек. Моментално тој човек е на многу добра позиција во Србија. И менаџер на многу звучно име, не сакам да спомнам име. Добре. И што беше фората? Ми вика двајцата сакаме, укратки, на просто ти кажам, да ти бидеме од менаџери. Добро, и што е? Па, петок си у Шкип, сабота си у Сараево, недела си у Виена. Едното дете ми имаше 8 години, другото дете ми имаше 5 години. Тука покрај мене, секој ден сум си тука, си ги гледам, идам пеам у фурна, идам пеам бамо, се вратам дома. Тој ми наручи кфам. Ај остете ми, викам, ден-два да размислам, знаеш да ви кажам. Они да ме менаџира, се надевам дека и мора да им се јавим да им кажам не. Тогаш немам ни една песна, ни една српска песна. Да. Може би, ама нема јас што да кажам. Господ кажал, не може би, него он тогаш ми рекол дека треба да го припатам тоа. И тогаш ја одбив таа понуда што во ниеден момент не сакам што сме него тука сакам да си. Ти си семеен човек и Сакам да дека човек. да. Ја пеам у Охрид, знаат луѓе, пеам у Охрид, завршувам у 1, фала му Господ се у последно време си имам едно убаво човече покрај мене, ми помага, си дојде со мене, ја возам, он вози, си имаме друштво. Супер. Порано бев Затоа што реално да возиш после свирка не е за ваканција. Ти кажам, едно 4 И тоа од Охрид, по тој пат од таму. 4-5 години бев во Охрид во Егоист. И таму завршува во 1, летно време, таму работно времето 2. Завршувам у 2, се пакувам и тргам сам. И ја взимам кеса со сончоглед, имаш една без сол, и кеса со сончоглед, и тука, и внатре кола на пепел. И си грицкам и 80. Зашто? Затоа што не дека јас први сум таков кој што си го сакам мојот душет на спалната, како ти кажам, изразо сам онака другарски. Таму сакам да си легнам, затоа што знам дека ќе се наспијам. Кога ќе легнам во хотел, а секогаш имам горе соба во хотелот, да си преноќам. И перницата си ја носам ја со мене. Ама си ја носам само затоа што сум имал проблеми со вратот и морам посебна перница. Си ја носам перницата и сега си викам, сум останал од 2-3 пати. Не можам да заспиам до 2-3-4 сати. Па другиот ден кога ќе станам 12-1, па ај со пример со Охриѓани, ај дојди вамо на кафе, ќе идеме на ручек, јас сум дома у 6 сати. Попладне, ми отишол цел ден.
Не бе, јас сакам да се стигнам до 5 сат, си легнам, да се станам, ручек, семеен, па било каде да си отидеме, се прошетаме, тука да ми биде ден. Знам дека секогаш, на кој да сум му кажал, сите ми викале со истат, не си играј, немаш Да. потреба, не е до толку, и да немаш хотел, плати си, не е тоа проблем, бро. Јас сум се сакал да си дојдам дома. Да. И сега ти викам, фала му на Господ што детево ми се појави, ми помага, супер ми е. И пак се враќаме. Иако пак имаме, сега пет Охрид, имаме горе соба, и што викам, пали колата, викам да се враќам. Дома си е дома. Поле, 80-90, све полека. Да. Често пати те гледам и со твојата сопруга на ручек, значи ти си имаш баш таков семеен живот посветен на своето семејство, веројатно и таа ти е голема поддршка со оглед на тоа дека толку години кариера, толку години такви ноќни свирки, сепак мора партнерот да ја разбира таа работа. Многу е битно. Многу е битно да имаш поддршка од стрикно од партнерот. Остави ги децата на страна. Ако партнерот не те поддржува, бие барем ја така мислам, ако немаш убава енергија да те пруши дома, да те пречека постото тоа, да ја пречекам, да ме пречека или било како, у мојот случај да зборувам за себе, мислам дека нема. Ја и тоа игра, мислам дека 50% од ова што сум јас игра улога тоа. У тие 50% спаѓа мојот талент, моја дарба, талент, тоа што сум Желба и слога. сите тие работи, љубовта, желбата кон музиката, ама 50% во овој мој случај, затоа што сум јас во брак со две деца, со сите тие работи, игра поддршката од дома што имаш. Ако јас секој петок, сабот и недела доаѓам дома со една иста приказна, кај си да се, што си да се, и сите тие работи, знаеш како ти доаѓа Налет. Да. Доаѓа можеби до момент да речеш, ај овој викенд де свира. Само за да Смирам. некако мирно. Да. Па и ваму нема да одам и ово оно. Не. Дефинитивно јас само сакам да секој, фала му на Господ што ми пратил таква особа покрај мене кој што ме разбира. Со што се бави твојата сопруга? Она е сконцентрирана, така кажано, на домот, на куќата. На децата. Со нив е, дека јас не сум. Сите сме дома, јас сум по цели денови сум јас дома. Да. Но она е инволвирана во домот, кај што можам помагам, кај што можам ке направам јас некоја набавка, обично она си прави набавки. Си ужива, си чита книги, си... Кој има својот мир? Јас сакам. Сите дома пробувам, порано не, но сега во последно време, ја не се изразам лошо, пробувам сето тоа да биде така поспокојно, посмирено, можеби со текно годините, нели, кога ќе рече со текно годините, сега изгледа сето тоа, да живееме малце по-смирен, иако мојот темперамент не е таков, јас сум малце по-нервозно типче, нервозно типче. Кафаната и ноќите непреспиени Го прават се донело тоа да моето ниво на така да кажам изгубени нерви малце потонаквото и ама се тренирав периодот и сите тие работи да и пак ќе речем семејството е многу битно дома да имаш. Имаш два сина, така? Два сина, Лука и Михаел. Лука има 15, Михаел има 12. Сидат по твоите стапки, едниот поголемиот веројатно го видов на свирка со тебе. Оаѓа тој со мене, тој средношколец, тој е гитарист. Тој почна први на клавир. И За разлика од тебе ги имаше условите од старт. па имаше дома синтесајзер за да може. Да. Но он почна како актер, беше, го знаат дечиња во Дајте музика беше он актер. И пројави желба да свири на гитара. Викам, синко, се е супер, не ти оспорувам ништо, ама нема да може да ти покажувам, знаеш. Сакам, добро, и првата гитара, по ствари едно има. Тој поклонивме со мајка му за еден роден ден. Устред корона му ја поклонив. Тогаш, кога живеевме на село, што кој имавме бавче и сите тие работи. И
ја не ги форсирам оне гитариста малијата на Сајсер. Идеа по и се уште идат по часови, даваат часови. Големиот има голема желба за музицирање, исто и малиот, само што малиот се уште помал, 12 и детство. Он па и фудбал тренира, супер, и љубов има и кон фудбалот, љубов има и кон музиката. Има можност за личен избор. Ја им викам, ги воспитувам и им кажам дека да не ме пропуштат во животот. Да ме искористат. Затоа што сето тоа што сум го крадел, така е кажано, од светов со музикава, може многу лесно да им го пренесам. Им го пренесувам. Ева Лука големиот доаѓа со мене на настапи каде што има по 500-600 луѓе застанува на бина и нема проблем, човекот се свири. Си пака работа. Нема тука трема, нема тука неќем него он. Жанрот музички го следат или имаат некоја своја? Тоа сакав да ти кажам, он допред, он е сега прва година средно, има 15 години. Допред 2 години он слушаше само стрикно Нирвана, Металика, такви рокерски хеви метал песни, панк песни. И во такво училиште за музика идеше. И самиот пројави желба да почне да слуша се она што пеам по настапи. Почнувајќи од наши македонски изведувачи, народни, забавни, од српски, све она што пеам по свет. Да, свирките. И ја нормално, убаво ми е да видам дека детето пројавува интерес, не дека убаво дека сум го слушам дека слуша Аца Лукас или Евто Попиновски, Нао Петровски, ако нека слуша. Ја тоа пробам да го кажам. Нема лимит музиката, слушај. Имаме и Александар Сариевски слушал, ки ти затреба таа песна некој ден. Не мора да значи дека треба да слушаме све модерно, тато сега што свири по свирки, не тато знае да ти ископа некоја свирка од што се сезам некош од Мерлин од втората касета, четвртата песна. Знаеш, слушај музика да ти само трупај се со репертоар у себе. Не знаеш кога што ќе ти затреба. Така да он пројави желба да слуша таква музика и ден денес слуша таква музика. Гледам и другарите му слушаат. Не предпоставувам, него знам дека слуша таква музика, а малиот ми е уште таков у тој стил, ама затоа он па иде на приватни часови каде што веќе почнуваат да свират македонска народна музика, нешто тоа што јас сум го почнал со добар професор. И дај Боже, но сепак ќе оставам на Господ да видам он што ќе со нив. Мислам дека само нека се здрави и прави, мислам дека има. Низ разговорот гледам дека си голем верник и како си ја практикуваш верата? Многу работи велиш дека ете со Божја помош, му благодарам на Бог. Епа кој друг? Вем не од допред многу време, допред некоја година, од како знам за себе сум си ја верник, но знаеш, нака верувам, да верувам. Не, сега верувам. Верував, а сега верувам. Црсте во Господ. Се што правиме, се што е моментално дека е поврзано со него. И стално си го користам јас тоа. Сега јас сум верник, примерно, да не ме разберат погрешно, јас еве го Великденскиот пост, не го постам, ама не го постам од други причини, не го постам. Ама пак ќе кажам еден познаник, се напил, не знам, тоа му река мало макијатос, се мора човек. Што толку се труќеш околу млекото што си го внел во себе? Нека не ми замерат, можеби кажувам погрешно, но сепак мислам дека постот не е само во храната. Умот нека ти биде чист. Да не мислам лошо за тебе. Срцето Шип, полно со љубов. така е. Не му мисли лошо на тој карши тебе, што он ти мисли лошо. Срцето е Божјиот храм. Ако ти е полно со љубов, Бог го има во тебе. Така е. Убаво, баш ми е драго што ете си поминувал низ такви премрежја, низ сето тоа што си го поминувал и што си го доживуваш како едно убаво позитивно искуство. Одиш, си газиш напред, си го тераш тоа што ти е љубов и си ја работиш работата со љубов, тоа се чувствува нели на твоите настапи.
Исто така многу е позитивно што имаш такви семејни вредности, што можеби со текот на времето малку се губат и што е некој тренд нели на таков некој малце а, живот без некои такви обврски. Луѓето се помалце веруваат во институцијата брак. И зашто е тоа така? Знаеш колку ми е криво зашто е тоа така? Да, Што на денешно време имаме повеќе, за жал, сами. Да. разводи, отколку што Не само разводи, него нема ни склопување на бракови. и на бракот. Не знам дали станува збор да тргнете го, да се тргне егото и суетата, тргни ги тие работи, не влези нормално ако си го најдеш соодветниот партнер, ама за да го најдеш соодветниот партнер, што ти треба да бидеш реален, не да барам јас да ми се појави мојата партнерка некоја леле, како беа оние демизини 90, 60, 90, па не знам со такви очи, па со ваква коса. Или Чак партнер кога со луѓе све физичката, ако ти немаш енергија што викаат и да ќутиш покрај него да ти биде убаво, да не ти биде незгодно кога ќе седаме по дома покрај стиховите жената. на Дино Мерлин. Како Стиховите на Дино Мерлин, да. да ти биде прикладно, да ти биде убаво и да се скараш, да и кога ќе се скараш да не леле да не можеш да видам бега да оди си дома. Бог да чуе како збор е тој. Или јас сум стално знам да кажам со некој помлади така кога ќе бидеме некоја седенка или малце под алкохол. Како може да нека ми се љутат се што да им кажам. Како може сега да заседнале машка екипа дека и се гледам вика од таму жената вика по едно. Да, еве стани да оди ваму, смени му пелене на детето. Нема потреба искажување на такви работи демек се. Смени му шума врска како му ти. Ете сме гледај се машка екипа. Да не се изразам ајде погрешно, ајде сега. Муабетот ми е зашто да не се разграничи поимот маж и жена. Многу едноставно. Јас сум мажот, ти си жената. Јас те ценам како жена, ти си моја жена, ќе те чувам, ќе те штитам, ќе те сакам, се ќе те удоволувам, ти си жена да ме чуваш исто мене. Што значи тоа? Може би јас сум со некои старовремски сваќања, но јас мислам дека тука малте не се млади, ти ќе ни кажеш на нас. Не, зашто ти си жена направи му ручек, пречекај го. Праша го дали фали зетин у салатава. Нека седне, измарсира му ги нозете. Не мора легено да му го спремиш. Измасира му ги, он нека ти ги измасира на тебе нозете. Тука почнува па пред играта, па може би ќе забега во нешто друго, трето, пето, нели? Но мислам Ова е бајковито кога се би функционирали од едната и од другата страна како што треба. Ама не секогаш мажите се грижат за жените така. да, ама не може и жената одма да се љути ако мажот ти рекол Ама ти мажите ги браниш за тука. ајде ви обратно се, ајде се, дей се. Се шал. Може се жената да се наљути ако мажот ти рекол донеси ми вода. Пример бе ти кажам, ајде. Да. Плитко да го речам, Слушам, да кажам на Многу добро кажа на почетокот. Треба да се тргне суетата и егото. суетата и егото. Едноставно да се прави се со љубов. Па и тој ручек да биде направен од љубов, па и да има разбирање и кога жената е уморна и кога ќе погреши да се прости и мажот кога ќе направи нешто што нели се да е во рамките на толеранција. Ама има и луѓе кои што не сакаат да им биде све добро, све идеално. И ќе бараат влакно јајцето и дај да се скараме за нешто. Да. Сега ако еве од машка страна, ако имаш некој маж домаш кој што сите тие работи што ги направив, кој што не е некој од сите обратни оние работи да те малтретира, да те тепа, парите да не ги чудат да ги носи на коцка или било што. Да. Ајде оправдувам, ама и тогаш треба да застанеш. Пробај да застанеш да му помогнеш. Зашто? Затоа што сети се кога сте биле дечко и девојка, колку се сакавме, колку ни беше убаво. Па и да чекавме да останеш бремена, постана бремена, па Се сложувам дека треба навистина да се вложи труд, толеранција и борба да опстои бракот. Се додека нели не помине црвена граница некоја. Да, Кај но што црвената сме. граница не може да помине, тоа е тоа, што го зборам, што пробувам да не се изразам лошо. У стилот, ајде, сега секој ден ли ја тебе ќе ти правам ручек, у стилот. Сега се ми ти направи ручек. Нема потреба така да се изразувам. Све нека биде со љубов, све нека биде
ќе почнам да зборам многу работи кои можеби што не треба. Ајде да ги оставиме овие брачниве теми на страна. Ма криво ми е што Битно дека ти си добар пример и дека сте ја нашле формулата или како што би рекол ти едноставно Господ ве споил на едно убаво ниво. место. Нели? Да. Љубовта на прво место нормално, се нема ја што да солам памет. Љубов да се сакаш, чим го сакаш некој, ако има обострана љубов и обострано разбирање, нели тоа е стално се кажува тоа, ако имаш разбирање со некој, Да. и ако пиеме Партнерот некој, треба пред се да е пријател. Да ти е пријател, да можеш пријателски да разговараш, нели? Да имаш разбирање, да имаш толеранција, да имаш флексибилност. Затоа што во една заедница мора да постои флексибилност и од едната и од другата страна. ти знаеш јас дека не знам да уклучам машина за садо, не знам. Па добро. Сте си го нашли компромисот. Можеби на твојата жена не ни треба ти да ви уклучуваш машината. Па не ни побарала на мене. Да. Гледаш, она си го, примерно, супер, она си е вредна, она си го сака тоа да си го прави. Ја би сакал да знам како се уклучува, ама не дошло момент или машина за залиште. Не се фолира. Вистински е така. Ама па за се останато што е во нашиот дом, се што е поврзано Да, ама тоа е компромис веќе. Тука се поставени внатрешни односи. Нели? све друго е средено и направено. Се не може да ја кажам, нали, оди види што загледала просмукалкана или оди види се лицето дека што трепка. Све што е од страната на машка некоја пофизичка, да речеме, терапија за нештото, тука сум присутен јас. Значи, тоа е добро што ете го кажавме преска дека формулата си ја нашол, дали е тоа традиционален модел на брак или е каков и да е, нели? Сепак е важно кога двајцата партнери ќе се согласат во тоа и ќе создадат хармонија. Ќе си најдат некој. Ќе се најдат компромис. Ама да си функционира. Викам, криво ми е зашто постојат. Добро, тоа се некои трендови што сега во моментот стварно за нас се несватливи и малку не е тоа, нели како ги изборувавме на почетокот, оние вредности семени, па комшилук, па таа топлина, па тој социјален живот, реално нели сето она што сме го гледале порано на запад сега кај нас е присутно и за жал не е баш најдобрата формула, ниту за растење на децата, ниту за таа емотивна семена топлина и се гледа дека низ одредени манифестации тоа се чувствува веќе во практиката, во животот, дека недостасува тоа семено гнездо. Но да не навлегуваме во тоа, нели, пошто има многу стручњаци кои би го зборале тоа и веројатно. Да, супер написи се, јас си пијам од Деса кафето, да си ги поздравам, имаат шмек фантастичен ова кафе. Врв е кафе. Кафето е Благо ми потсети предобро. едно лето на море, само што стигнавме, се растоваривме, тука доле нека таверна и јадевме што јадевме, пријатели тие наши, со жена ми јадеме, пиеме по некоја жолта ракија. И маца така се загреавме и ајде брзаме да се растоварим соба и да идеме да се бањаме. И тој не, стој вика ќе ти дамо ние како ги викаат лимончело. Аха, да. Викам не бе човек, ај нему не сакам тоа не. Абе ајде пробај, ја прв пат живот тоа пробам. Тоа благуњево овакво. Мамање, ја едно, на екс морало да се испие и у моментот нешто ми се деси, знаеш како? Вака сум се држал да стигнам по скали, горе се качим соба, мојот труп. А жена ми отишла на плажа, на лежалка, на лежалка, двајцата сад време сме спиеле. Че сме се направиле. Да, од благото не се чувствува. Од благово изгледа нешто. Да, меѓутоа ова има помала количина на алкохол, ама е преубаво. Инаку го пофаливме и студиото, морам да ги поздравам Каре, кои овие сите детали украсни, сето ова во амбиентот кој го имаме, благодарение на нив. Тоа се нивните каталози. А па ќе ми дадеш? Ќе ти дадам секако. И ќе можеш и на нивната Инстаграм страна да влезеш, ама и каталогот ќе ти го дадам баш да разгледаш. Треба да. Убаво, имаат навистина голем избор и многу се уникатни и оно што ќе си го направиш во домот може да личи на тебе, а тука ќе се надоврзам и баш сакав низ разговорот ти спомнам, секогаш си специфичен имидж имаш кога е твојот аутфит во прашање. Значи претежно си дарк, вака си во црно. Имаш доста аксесуари и тоа ми е типично за тебе. Ти знаеш ли ја што имам? Колку накец имаш? Многу, не можеш да опишам, прстен имам преку 200 може прстени. Што е интересното, јас само собирам.
Собирам, ама носам 5. А другите 196, 5. Тие седат само да ги имам, да ги гледам, да ги имам. Бог да чува. А дека сум од црно, па имам едно 4-5 мајци бели. Да? Да, имам. Си имал на настапи некад? Имам. Стварно? Викендов една бела облеков. Не знам, така сум, јас си правам како што ме влече мене, ја не сакам ни да Следиш некои трендови, не? имам некако дури Да. период од животов мој, земав, купував мајци од, па не знам, од мој не дека по 400-500 денари мајци си купував и си симнував од интернет апликации, си ги модифицирав сам. Имам и ден денес имам една мајца вако крука што ги пишуваат на ти би хтела живот мој, мој улицу и број и иди где хочеш, али из главе не иди, тоа е калдрама и тамо негде, у средина иницијалите од моето име, свестам, многу добро и тука имам БП ми пише. Сум си правам некој сопствени мајци, ама само јас се имам таа мајца. Без да не ми интересира дали вреди 150, 200 или 500 денари мајцата. И не ми го се облечам вака да ми стори топо. И баш сега кога доаѓав навака, аве, жена, извадено, вака по, вако, не знам кој, и сите се црни. Тоа е најинтересно. Сите Што се добро црни. црната мајца. Црна, ова црна, чека, ова црна, и покрај прстениве, па ме научија сега, и у последно време кога добивам, сега за родендена добив од едни драги пријатели, 2 алки, многу добри, у мој стил, и све што ќе видам добро парче, све купувам у стилот. Не е битна вредност. Јас имав прстено купено од, не знам од која држава беше, од некој пазар го купив 5-6 евра, ама драго ми, убаво ми стои на мојот прст. Да, тоа си е твој некој вкус, твој некој препознат имидж. А овие бројаници ми се од манастир, ова ми од Бигорски, имам уште 2 бројаници од Бигорски. Имам една што ми е најдрага, таа ја носам преку ден, таа е бела, богородична солза. Таа ја купив од Бигорски, од Бигорски, но се искина некако и ја пробав сам да ја врзувам и добре, се уште постои. Бобе, некако ни летна временцево, толку. Ова е мало внимание за тебе, антикот. Уште алкохол. Ова ти е за дома. Да си го носиш, не мора денеска да го пиеш. А ова се нишмен производите, повдека имаш баш убав избор, имаш восок, што добро ќе ти се најде. Еве имаш и некој пилинг гел. Пилинг гел имаш за лице. Ова е професионална козметика, што многу други производи, ќе си отвориш, ќе си видиш, имаш и парфемче. Значи, ова е професионална козметика за мажи. Доста познати фризери ја користат ширум светот. Повели. А инаку, јас сум ја пробала женската колекција на Niche Lady и навистина сум презадоволна во однос на квалитетот и како ми ја прави косата, така да верувам дека и ти ќе бидеш задоволен. Тоа е мало внимание за твоето одвоено време во Равенка за успех. Верувам дека луѓето кои те гледаат на свирките во тоа твое весело издание, во тој твој муд, да кажам, нели, кога си поред сајзерот, како што се кажа, тоа ти е твоја љубов, сакале да те запознаат малку одблизу и верувам дека им доловивме што е во суштина, Боби. Па не сум чекал вакви емисии сега да дадам, него многу наврати сум ке стојам со нив, знаеш, стојам на врата, нели, да пречекам си, дојдете како за мен дома, се заспам на врата и ќе се фатам за некој момент. Ево го завргам да зборам, човече, нема кај. Љубител сум јас на зборење, затоа мене саат време ми е мал. Би се збореле уште, ама вниманието тука да саат време. Во некои рамки. Види, суштината на оно што си ти и што јас можам да го забележам од ова, познавајќи те на свирките, онаа твоја енергичност, таа позитивна енергија се имаш, таа комуникативност секако, но еве открив дека си навистина емотивен, например. Низ ова и традиционален при тоа. Што да ти кажам уште ова, на работа бев поканет на отварање на кино тука во нашата општина, Киселова, и го гледав и да го предложам на сите да го гледаат обавезно филмот македонски Силја Штркот.
Јас бев поканет таму и ајде, честитаме се сликавме сите, сега ќе гледаме филм, ја имам работа, нешто, не знам што го тоа. Како филм? Ајде там ќе седнам, ќе го погзаѓам, малку 15 минути ќе бегам. Го гледам, погледнете го сите, тоа е за македонско едно семејство, струмичко, мислам, од Босилово, така нешто. Прикажано реална слика македонска, 1000% се, ама така добро направена, така штраковите, таков добар колор на филмот и чекав на крај, тоа е девојката што го има режирано и филмот, она со медот, со Атидже, така, тој го Да. земја, како се каже, Медена земја. не земја, тој го немам гледано филм. И на крај кога ја честитав, не знам од каде ствам, дури ми падна и честитам, еви сега глава ми сежи позади, и како и честитам, мене солзи ми течат. Солзи ми, сега ќе почнам пак, за нигде сум станал како некој стар дедо. И честитам, и викам од срце да ти кажам нешто, значи, алалаве за продуктот. Значи, не може да ти опишам, и она ме гледа онака дека и ме гушка, дека ми извини, ама не сум, и тој го вика, не сум да толку мотивен, ама нешто од каде сум, нешто се деси сега. Не сум ја плачко, види ја, Богу гледа. Сум потврд таков, ама Некои работи се добри. преска тоа што не можеш да го кажам. Пример, не можам јас да гледам слики кога децата биле мали, мои. Да, Не може. Не може, човече. преемотивно е за те. Не може. И да рего. Ми е криво зашто пораснале, зашто и се. Ми така да се изразам. Ја веќе 40 години. Не дека, него зашто да Како да ти летнало времето. да, дај да се спиеме у фрижидер за длабоко и да се Ете, битно е да има убави сеќавања, затоа што животот е составен од мемориите. На здравје да ти е. На здравје. Да си поздравам и универзитетот АОФОН, првиот приватен универзитет во Македонија. Еве и N99, технолошкиот парк, што има многу иновативни идеи, многу интересни моменти. Checkmate, кои не се тука секогаш со нас и кои заедно го реализираме овој проект, кои имаат навистина една убава енергија и убав потенцијал. Така да во целиот тој склоп на нашата екипа, верувам дека уживаше и дека ти беше пријатно дружењето со нас. Беше супер, дури малце ми се сати. Ти посакам оваа маса дека колку е 1,50 м, да ти биде наредена со уште многу пријатели вака. Па после кога ќе треба да ги најавиш спонзорите, пола сат да ги најавиш. Ти благодарам. Што мислам дека заслужуваш и дека све го правиш со внимание, го правиш со љубов и пак ќе речем, заслужуваш уште поише поголемо студио. Ти благодарам, Боби. Се гледаме на наредната свирка. Требаш.